Почитувани граѓани, се сеќавате што ветија. Зелен спортски кеј, 40 километри вело и екокоридори. А што добивте? Ниту спорт, ниту зеленило, само као, трње и заборав. Ѓорче Петров е оставен општина како да не е дел од Скопје. Делот од 1,5 километри од Влаја до Хром 4 години стои како символ на меработење. А тоа е само 1,5 километри. Ако некој не може да го поврзе тоа, како ќе поврзе град, идеи и луѓе? Се обврзувам дека токму од тука ќе започнеме. Проектот за целосни редување веќе е во подготовка. По план е изградба на безбедна, зелена и модерна пешачка велосипедска патека, осветлена со LED систем, со иредено мијорно и мајорно корито, со клупи, урбана опрема и јавен простор достапен за сите генерации. Овој дел од кеот ќе го поврзаме Ѓорче со Карпош, центар, аеродром и Газибаба. Ке создадеме 12 километри непрекината сино-зелена оска низ градот. Во план е рехабилитација на постојната патека со ново зелениле и дрвореди, поставување раздвоени ленти за пешаци и велосипедисти, современа сигнализација и активирање спортско-здравствени патроли во соработка со Црвен крст и здравствени организации. На долг рок, кеот во план ни е да стане дел од интегрирана мрежа на пешачки и велосипедски рути низ цело Скопје. Во подготовка е и мобилна апликација што возможува мапа, рути, интересни точки, настани и безбедносни препораки. Ѓорче нема да биде повеќе последен на списокот, туку прв кога ќе се гради, прв кога ќе се инвестира, затоа што ние ги почитуваме подеднакво сите жители на Скопје. Нема повеќе празни ветувања, ова е почеток на ново, поврзано, зелено и живо Скопје. Ви благодарам. Кога сме веќе на кеот, еве и позади нас се гледаат галиите и состојбата во која што се наоѓаат, повеќе се користат во Вардар да го собираат ѓубрето околу нив отколку било што друго. И имаме и врби кои што навистина се жални изминативе години. Какво е вашето гледиште за тоа? Дали би ги оставиле галиите, дали би ги трнале? Знам дека се во судска постапка и слично. Ете, како би изгледал според вас овој дел од коритото на Вардар? Добро, секако дека мораме да почекаме да заврши судската постапка. Меѓутоа, според мене, мислам дека и коритото и кеот на Вардар треба да бидат онака како што беа пред Скопје 2014, дека овие објекти тука не им е местото. Особено заради тоа што гледаме во каква состојба се, особено врбите во средината на Вардар. Така да почекаме да заврши судскиот процес, меѓутоа мислам дека треба да го вратиме сејот на Вардар и коритото на реката Вардар онака како што беше, како што го паметиме во Скопје.